верував дека ќе дојде ваков ден и дека ќе се обратам баш со едно вакво дело, кое што секако многу ми значи, поготово многу сум возбуден и за прв пат нели во животот кога нешто ви се случува, тоа најубаво го знаеме, дека навистина малце се зборовите кои што, а се многу зборови, малце се моментите кои што сакаме да ги искажеме или да ги покажеме. Едноставно, првично, голема благодарност до сите кои што учествуваа во создавањето на ова дело, на оваа книга, која што навистина е многу битна и важна буквално за сите родители првично. Како дојде до идејата за книгата, ќе кажам дека беше нешто неопходно да се објави во нашата татковина токму за децата. Една кампања која што потекна уште во самиот старт на моето работење во една болнична установа, не само како лекар, туку и како специјализант, подоцна и како педијатар, отвори толкав голем простор за да може да нешто се создаде како навистина како потреба и како неопходно нешто. Јас ја нареков прва помош, бидејќи за родителите посебно, бидејќи оваа книга е токму се она што е потребно во првите 6 години за правилен раст и развој кај децата. Идејата беше само една и сите се вложивме заедно со сите автори кои што денеска се со мене. Идејата се и е наречена и ќе продолжи така и е еден вид на кампања се за децата. Мислам дека ќе продолжим и понатаму. Голема благодарност за сите оние кои што помогнаа да ова дело излезе. Не се тука во моментот присутни, сите се по своите задолженија и тие понатаму ќе останат пријатели на оние кои што сакаме да творим. Благодарам на сите, благодарам на моите колеги и посакувам уште многу успеси понатаму. Сите оние проблеми кои што се случуваат токму во таа најмала возраст. Понатаму децата малку и ќе подпораснат, нели, повеќе имаат имунитет и можеби веќе помалку се соочуваме како родители со некои други проблеми. Многу ми е драго што со нашите колеги убаво го обработивме тој дел и од здравствен аспект и од психолошки, дефектолошки, логопедски и така натаму, за комплетниот раст и развој во детската возраст. Вообичаено се вели дека авторот има право да зборува, додека пред себе има пенкало, односно молив лист хартија, а кога ќе ја заврши последната реченица и ќе стави точка, тогаш има право да молчи и да биде предмет на критика на сите останати кои што ќе имаат прилика да ја го прочитаат ова дело. Секако, јас нема да го искористам правото да молчам, бидејќи ја ценам приликата да кажам збор 2 за она што е внатре во ова дело, во оваа книга, бидејќи мотивот беше голем да бидете дел од тимот и да бидете почестен, да можете да ставите нешто на хартија на кое што со години, децении го работите во секојдневната практика и тоа да го препуштите да може да го читаат родителите, но да може да го читаат и вашите колеги, здравствените работници, здравствените соработници, како и другите сродни профили кои што во секојдневната пракса се соочуваат со проблемот на попреченост во раниот развој, па така ќе добијат и приликата да бидат упатени од постручен аспект како да го прават тоа. Се спомена дека детскиот развој е најчувствителниот период од животот и кој под влијание на надворешните фактори постојано врви по една развојна патека, но истовремено и се менува. Тоа влијание најчесто е стимулативно, најчесто е позитивно и му овозможува на детето да стекне едно богато животно искуство, кое што со помош на љубовта, на грижата и на вниманието од своите најблиски, всушност и ја поминува по патот на очекуваниот детски развој. Првите 5 до 6 години се најбурниот период од развојот на детето и во него се испреплетуваат разни фази и разни сегменти, но и период кога факторите на ризик оставаат најдлабоки траги во однос на можните последици на тоа дете. Кога ќе се испреплетат сите овие развојни патеки и кога фази една врз друга и кога на тоа ќе го додадете влијанието на физичката и социјалната средина, тогаш сте комплетно свесни колку е голема одговорноста на стручните лица како нас да ја го
созреат јавното мислење, односно да го подигнат и да го подготват за сите предизвици кои што ги очекува кога го растат тоа дете. Јас зборувам конкретно за родителите и најблиските членови на семејството, бидејќи ним им е наменета пред се оваа книга и затоа што тие се оние на кои што им е најнеопходна информацијата и едукацијата. Предизвикот беше дополнително зголемен затоа што ние сметавме дека, и тоа е научна вистина, дека раниот развој не е ексклузивно право на една професија, туку е мултидисциплинарна работа, каде што кога ќе го додадете нивото на трансдисциплинарност, значи еднаков удел од сите аспекти, разбирате дека тогаш одговорноста се поделува, но и се зголемува помеѓу професионалците. Дел од преходните говорници рекоа дека книгата има за цел да послужи на родителите да се запознаат со следењето на своето дете, раниот развој на своето дете, воедно да бидат подготвени да ги препознаат сите можни отстапувања, односно веројатност за отстапувања и да навреме интервенираат во поглед на спречување или евентуално пружање на поддршка доколку се докаже дека се работи за дете со попреченост. Се надевам дека идејата со која што започна оваа книга, а тоа е идејата да оваа книга стигнеш до што поголем број на здравствени работници и здравствени соработници, ќе успееме да истераме до крај, бидејќи тие се дел од секојдневието на дечињата со пречки во развојот, но и дечињата со фактори на ризик, секако не занеморувајќи ги и дечињата со нормален психофизички развој, но сето тоа во функција на превентивно влијание на оваа книга. На почеток би сакала да кажам дека огромна чест и задоволство ми е што сум дел од авторскиот тим на прирачникот, педиатрискиот прирачник за првите 6 години и можам да кажам дека тоа е дело на една долгогодишна практична работа и следење на раниот развој на детето, кој е многу битен и најзначаен во развојот на човекот, бидејќи во тој период се случуваат сите оние клучни развојни процеси. Секој родител го сака најдоброто за своето дете и прави се тоа да биде среќно и правилно да се развива. Но во тој пат има потреба од голем број на совети, информации, одговори на голем број на прашања. Сите ќе се сложиме дека не е лесно да се биде родител. Често пати како родители гледаме проблем таму кај што го нема, понекогаш пак и реалните проблеми не можеме да ги заприметиме. Преплавени сме со различни дилеми, дали го даваме најдоброто, дали правиме секако што треба за нашето дете, дали правилно постапуваме. Баш во овој прирачник родителите ги имаат сите тие одговори на сите тие нивни дилеми. Значи, главна цел на овој прирачник беше да им се дадат совети, информации на родителите, а и на стручните лица за развојниот период на детето, како информации каде да се обратат во колку заприметат некој проблем или имаат некоја дилема. Втората цел ни беше подобрување на интерпрофесионалната соработка, бидејќи раниот развој е предмет на проучување на голем број научни дисциплини, а во последно време акцент се посветува на таа мултидисциплинарност, интердисциплинарност во третманот на развојните нарушувања. Ја користам оваа цел да му се заблагодарам на доктор Анџелчо Андоновски, бидејќи тој беше главниот мотиватор на оваа идеја. Не мотивираше да го дадеме најдоброто од секој од својот домен и е главниот виновник што овој прирачник стана реалност. Прирачникот е напишан на едноставен говор, на едноставен јазик, разбирлив за секој родител и топло им го препорачувам на сите родители, како и на сите здравствени работници и соработници. Горда сум на овој прирачник, бидејќи знам дека ќе ја постигне својата цел и ќе им помогне на голем број родители.